кратки најави за денешниот дневник. ФТУ го прекина трендот на намалување на запишани студенти и бележи зголемен интерес. Премиерот задоволен од одзивот на општините на повикот за капитални инвестиции. Битолчани не сакаат регионална депонија во нивниот двор. Репортажа за Црн Дрим во пресрет на меѓународниот ден на реките. Средба на шефовите на дипломатии на 7 најразвиени за мир во Украина. За најавените и за останатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со локална облачност, ветровито и топло со максимална дневна температура до 18 степени Целзиусови. Во петок на Пиринејскиот полуостров, северните и централните предели на Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во областа на Пиринеите, Алпите, како и во источноевропската низина со врнежи од снег. Во останатите делови од Европа ќе преовладува стабилно и студено време со зголемена облачност. Особено студено се очекува во југозападна, западна, централна и северна Европа. Утре во северните предели на Балканскиот полуостров ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, локално и со поројни врнежи. Во останатите предели ќе преовладува стабилно и ветровито време со зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 11 до 25 степени. Во Македонија во петок ќе преовладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 75 км на час, а во некои делови ударите на ветер може да достигнат и до 100 км на час. Утринските температури ќе бидат во опаѓање и ќе се движат во интервал од 1 до 8 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 16 до 27 степени. Во Охрид во петок ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен југозападен ветер со брзина до 35 км на час. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20 степени. Во Охрид во сабота ќе провладува претежно сончево време со појава на локална облачност и температура до 22 степени Целзиусови. Во недела умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во понеделник имаме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и пат на дневната температура на 10 степени Целзиусови. Во текот на ноќта понеделник кон вторник се очекуваат врнежи од дожд и снег. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи,
А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамара Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Факултетот за туризам и угостителство во Охрид го прекина трендот на намалување на запишани студенти. Атрактивните студиски програми, услови за теоретска и практична настава и мобилност во рамки на европските програми за размена во областа на универзитетски студии привлекуваат млади луѓе од сите градови во државава, но и од земјите од регионот, кои го избираат Охридскиот факултет за туризам и угостителство за своите магистерски и докторски студии. Факултетот за туризам и угостителство Охрид 55 години креира студиски програми согласно потребите на пазарот на труд во услужниот сектор. Факултетот последниве години бележи зголемување на интересот кај младите за сите студиски програми кои се нудат, односно туризам, гастрономија, хотелско-ресторански менаџмент, царина и шпедиција, менаџмент и осигурување од ризик и менаџмент во услужен сектор. Ова година имавме навистина зголемен број на студенти, поголем број на заинтересирани студенти, дури не радува фактот што имаме поголем број во однос на минатата година, значи некако тој тренд на намалување на бројот на студенти од година во година некако ајде да речем го прекинав. Ми се надеваме дека од ова па и во наредните години ќе имаме поголем број на студенти. Со оглед дека услужниот сектор учествува со над 50% во создавањето на домашниот бруто производ, апсорпционата моќ на пазарот на труд за кадарот кој излегува од овој факултет е голема. Но студентите по дипломирањето, посебно на насоките туризам и гастрономија, или не се вработуваат веднаш во струката или се одлучуваат да градат кариера надвор од државава. Тоа го доведе хотелско-гостителскиот сектор до хроничен недостаток на професионален кадар. Соработката меѓу реалниот сектор, меѓу туристичките работници и високообразованата институција, конкретно соработката со нас треба да биде интензивирана, да биде на некој повисок степен, на повисоко ниво, бидејќи од една страна деградацијата во однос на плаќањето, во однос на доместоците кои што ги исплаќаат е една од причините поради која заминуваат. Од друга страна условите во кои што работат и условите кои што им ги пружаат може би надвор, смета дека се подобри. Но пак ќе речам, радува фактот што сега веќе, мислам дека и свеста кај нашите угостители, кај хотелските, туристичките работници, дека веќе е јакне и дека и тие нудат одредени услови со цел да се задржи работната сила овде.
Деканката на ФТУ професор доктор Дическа вели дека трендот на одлевање на високообразован кадар во странство полека почнува да се намалува. Посочува дека факултетот настојува да го следи кариерниот развој на дипломираните студенти и добар дел од нив се вработуваат во фирмите каде за време на студирањето реализирале практична настава. Очекувам да се вработам лесно, бидејќи со оваа насока, со овој факултет ни се отвараат многу можности за брзо најдување на работа, бидејќи нашиот сектор е динамичен и е широк. Некои од потенцијалните работи во кои можеме да се вработиме, сите ние кои што студираме и ините студенти кои ќе се запишат на овој факултет, се царинската администрација, царинската управа, шпедициите, некои логистички компании, банкарско-финансиските институции. Иднината своја ја гледам претежно овде на факултетот. Значи се трудам да ги завршам своите магистерски студии. Наредната година планирам да запишам и докторски студии. Доколку се оствари некоја можност во текот на моето студирање и понатаму да останам како асистент на факултетов, па еден ден и професор. За атрактивноста на факултетот за туризам и гостителство во Охрид, програмите и условите кои ги нуди, зборува и фактот што покрај студентите од сите градови од државава за втори, трет циклус студии, односно магистерски и докторски студии, има голем интерес од студенти од земјите од регионов. Дипломата од ФТУ е призната и надвор од границите на државата, така што студенти кои дипломирале во Охрид станале менаџери на хотели во европските земји, Америка, па и во Обединетите Арапски Емирати. Председателот на владата Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање за тоа како тече вториот јавен повик од проектот за капитални инвестиции од 250 милиони евра наменет за општините, изјави дека засега состојбата е одлична. Мицкоски напомена дека целта на владата е да се инвестира на целата територија на државата. Според најавите, општина Охрид, меѓу другото, ќе аплицира и со 3 капитални проекти: катна гаража, реконструкција на плоштадот Крушевска република и Свинишки извори. Јавениот повик е отворен до 30 април 2025 година. Таму е одлична сега состојбата. Повеќе од 340 веќе проекти се стигнати од 51 општина. Очекуваме таа бројка да надфрли и 400, зашто не и 450. Во првиот повик имавме проекти во вкупна вредност од 72 милиони евра, без оние средства кои што отидоа преку Министерството за транспорт. Сега имаме 15 милиарди денари, 250 милиони евра. Секој ден сме присутни на некој нов проект. Дали процесот на изградба на регионална депонија се враќа на почеток, откако битолчани се изјаснија против тоа истата да им е лоцирана во нивната општина? Советот на општина Битола вчера на вонредна седница едногласно го изгласа заклучокот со кој бара од владата да ја промени локацијата за изградба на регионална депонија, која според планот требаше да се изгради во Новаци. Претходно, општина Новаци го прифати предлогот на нејзината територија да се гради регионална депонија за потребите за одложување и преработка на сметот од 18 општини во југозападниот и пелагонискиот регион. Едногласно беше изгласана и одлуката за формирање на заедничка комисија за основање на регионално јавно претпријатие за управување со отпад. Регионалната депонија треба да биде сместена североисточно од село Новаци, на локација на која претходно РЕК Битола експлоатираше лигнит, наспроти постојната дива депонија Мегленци, што ја управува комуналецот Битола. Против ова решение за лоцирање на нова регионална депонија, на социјалните мрежи се најавува протест пред зградата на општина Битола во сабота 15 март. Во пресред на Меѓународниот ден на реките, една репортажа за Црн Дрим, една од позначајните реки во земјава, експертите вклучени во дримскиот процес со години работат на облажување на ризиците и предизвиците на Дрим за зачувување на овој исклучително вреден екосистем. Символ на Струга е реката Црн Дрим. Целокупниот живот во градот бил и е сврзан околу Дримот. Тоа е Струшкиот крвоток. Реката извира во изворите во Светинау, минува низ Охридското езеро и излегува кај градот Струга, делејќи го на два дела. На македонска територија е долга 56 километри. Во северниот дел на Албанија, Црн Дрим се спојува со реката Белдрим, се до вливот во Јадранското море. Реката е од исклучително значење. Таа е комплексен екосистем кој го делат 5 држави.
Водните капацитети на реката се искористени. Таа представува важен хидроенергетски потенцијал за земјава. Она што представува основно значење на реката Дрим е всушност снабдувањето со вода на земјите кои што се во негово течение, но исто така и важноста која што езерските системи како подбасени на реката Дрим и како што се Охридското, Преспанското и Скадарското езеро го имаат врз социоекономскиот живот. Значењето уште се станува уште по-комплексно кога ќе се земе во предвид дека Дрим е еден од главните хидроенергетски потенцијали барем за две од петте држави, значи на македонска страна и на албанска страна, и тука всушност треба да се воспостави можеби најголемата координација околу користење на водите од реката Дрим за производство и за задоволување на хидроенергетските потреби на државите од басенот. Експертите вклучени во Дримскиот процес со години работат на ублажување на ризиците и предизвиците на Дрим за зачувување на овој исклучително вреден екосистем. Во првиот проект ги идентификувавме сите проблеми, го изготвивме стратешкиот акционен план кој што го подпиша 5 надлежни министерства од државите, и врз основа на мерките кои што се предвидени во стратешкиот акционен план, ние од март оваа година започнуваме со втората фаза за имплементација на приоритетните мерки кои што ќе опфаќаат во најголем дел борба против ерозијата, значи пошумување. Потоа ќе опфатат мерки кои што ќе бидат важни за рибарството на двете страни, односно за обид, значи да се хармонизира и законодавството и регулативата. Реката Црн Дрим го добила своето име по силикатните ендемски алги во црна боја. Истите може да се забележат на дното на водата како треперат занесени во својот подводен танц. Во водите на Црн Дрим живеат најразлични видови на риби, како крапот, кленот, мрената и охридската јагола, која со милениуми мигрирала од Охридското езеро до Саргасовото море заради размножување, но за жал тој свадбен пат е прекинат со изградбата на браните. Дрим со својата клисура и двете вештачки езера станува се поинтересно место за рекреација, не само за спортските риболовци, туку и за сите оние кои сакаат да уживаат во незината убавина. Одсекот за превенција при СВР Охрид реализира повеќе едукативни кампањи во училиштата на подрачјето на град Охрид. Одсекот за превенција при СВР Охрид во периодот од 3 до 11 март реализира повеќе едукативни кампањи во училиштата на подрачјето на Охрид. Пред учениците и наставниците од Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски беа одржани типизирани едукативни предавања на тема безбедно користење интернет и дигитални платформи, при што низ интерактивна комуникација покрај за позитивните страни на интернетот се дискутираше и за погрешните намени, за формите на злоупотреба пред се на децата и младите, за облиците на насилство и агресивно однесување помеѓу младите, појавните форми на овие асоцијални и девијантни појави кои сериозно ја загрозуваат безбедноста на учениците, со посебен акцент на начините за препознавање, избегнување и пријавување на истите, како и на законските овластувања на полициските службеници и казнените одредби за сторителите. Полициски службеници од Одсекот за превенција пред учениците од Средното угостителско училиште Ванчо Питошевски во Охрид реализираа проект поврзан со препознавање и сузбивање на облиците на семејно насилство, а пред најмладите од детската градинка Клон спроведоа типизирани разговори за заштита на децата во сообраќајот. На учесниците и слушателите на предавањата им беа поделени и флаери со пригодни тематски совети и насоки, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Министерството за внатрешни работи продолжува со борбата против недозволената трговија со дрога и оружје. Претреси на територијата на целата држава, приведени повеќе лица. Во рамки на засилените активности за откривање на сторители на кривични дела од областа на недозволената трговија со дрога и оружје, на 12 март на територијата на целата држава Министерството за внатрешни работи спроведе координирани активности.
Имено по претходно обезбедени наредби од судија на претходна постапка, извршени се 52 претреси во домови и помошни простории на локации во целата држава, при што биле пронајдени ловечки пушки, карабин, воздушни пушки и еден гасен пиштол, муниција од различен калибар, семки од растенијето канабис, повеќе пакувања со растителна, прашкаста и грудчеста материја, таблети екстази, дробилки, баги и други предмети. Исто така, при претресите биле пронајдени и пари за кои постои сомнение дека потекнуваат од продажба на наркотични дроги. Во рамки на активностите, само во текот на вчерашниот ден, по брза постапка биле поднесени 3 кривични пријави против 4 лица, додека против едно лице е распишана локална потерница. По целосно документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни пријави и против другите инволвирани лица, информираат од Министерството за внатрешни работи. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.